Падови, потреси и кризи. Бројни очекувања, поинаква реалност. Што ја одбележа македонската економија изминатите 32 години? Со прогласувањето на независна, суверена и самостојна Република Македонија, народот очекуваше подобро утре од позицијата во која се наоѓаше како дел од поранешна Југославија. По нецела година од осамостојувањето, добивме стабилна валута со фиксен курс, а првиот шок го доживеавме во 1994 година со грчкото трговско ембарго поради 16 кракото сонце. Потоа во раните 90-те следуваше периодот на транзицијата, односно започнат приватизацијата, на која следеа бројни протести и штрајкови од стечајците кои си ги загубија работните места. Економијата низ годините многу пати беше на удар, анализираат експертите, но она што не достига цел овој период е цврста стратегија. Кога имаше блокада од југ, демек нашите добри пријатели, јужни соседи, преживеавме. Беше тешко, но преживеавме и избуткавме. Кога имавме блокада на север, кога блокира принудна блокада на Србија заради нападот на НАТО, тоест Америка на нашиот северен сосед, пак ние на некој начин преживеавме, а некои поединци се збогатија. Во тие политики во економијата се случија големи промени, значи од нешто што беше социјално, државно, се трансформира, се префрли приватно. Она што е забележливо е дека економскиот раст паѓа, а очекувањата за подобро утре се намалуваат. Најмногу македонската економија ја тишти огромното задолжување и тоа што нема јасен план за реализација на проекти кои ќе ја закрепнат. Во енергетиката, како голем и важен дел од економијата, нема политика која ќе предвиди што треба да се работи и што се сработило, предупредува Димитров. Изминатите години не се инвестирало во објекти, ниту во рудници за да се обезбеди јаглен. Со еден збор, Македонија доцни. Сите очекувавме подобро, се надевавме, бевме многу среќни кога излегоа македонски пари, македонска армија, македонска полиција, се наше македонско сонце за македонски производ кога се ставаше, кога имаше тие промоции дека може у Македонија да се инвестира и се инвестираше, дигна малку нешто БДП-то, но енергетика не им беше приоритет. Жално е, но вистинито е. Во тие 30 години многу малку нови објекти се изградија и ще викат 2 нови објекта, тоа се Света Петка и Козјак. Последниве 2 години македонците преживеа двоцифрена зона на инфлација, енергетска криза и ценовни шокови. Очекувањата беа дека ќе има закрепнување после пандемијата од COVID-19, но се уште остануваат само надежите дека состојбата ќе се стабилизира и ќе се остварат очекувањата од пред 32 години дека ќе има подобар живот.